Пратеничката група на СДСМ и коалицијските партнери денеска поднесоа барање за распуштање на собранието. Пратениците од опозицијата бараат да се свика итна седница, бидејќи, како што наведе координаторот на пратеничката група Горан Сугарески, веќе почнале законските рокови за распишување на избори. Денес пратеничката група на СДСМ и коалиционите партнери во парламентот поднесуваме барање за распуштање на собранието. Како дел од политичките партии, потписнички на договорот од Пржино, ние пратениците сме должни да покажеме дека остануваме на договорените позиции, што се во интерес на разрешување на политичката криза и овозможување на достоинствен живот на граѓаните на Република Македонија. Секој обид за одлагање на распуштањето на собранието од страна на мнозинството на ВМРО, ДПМН и ДУИ ќе биде доказ плюс дека власта на Никола Груевски сака да избега од избори на 11 декември. Предходно денеска и Демократскиот сојуз достави предлог одлука со која бара денеска да се распушти парламентот, со што сметаат дека ќе се создадат уставни можности изборите да се одржат на 11 декември годинава. Согласно договорот од 31 август 2016 година, четирите партии констатираа дека има услови за одржување предвремени парламентарни избори, при што како датум го определија 11 декември за подготовка на сите партии за учество на изборите. Неопходен е период од најмалку 2 месеци, поради што предлагаме во текот на денот распуштање на парламентот, наведуваат од партијата. Според Демократскиот сојуз, освен предложените промени за работата на специјалното јавно обвинителство и заштитени сведоци, други реални причини за одложување на само распуштање на парламентот нема. Партијата додава и дека фер, демократски и кредибилни избори се излез од кризата во Македонија, која велат предолго трае и ги загрозува перспективите и развојот на земјата. ВМРО ДПМН пак предлага собранието на Република Македонија уште денеска во 17 часот да закаже седница на која што прва точка ќе биде донесување на буџетот за 2017 година, со што ќе се гарантира редовна исплата на плати, пензии и социјална помош и подмирување на другите потреби на граѓаните. Втора точка која во целост ќе ја поддржи предлага да биде донесување на одлуката за распуштање на собранието и за неа да се расправа во 19 часот. Доколку СДСМ е убеден дека ќе ја добие поддршката на наредните избори, не е спорно на првата седница по конституирањето на новиот собраниски состав да предложи изгласа ребаланс на буџетот. Неносењето на буџетот ќе значи и потенцијален ризик и опасност од внесување во земјава и во финансиска криза, покрај политичката криза со која што се бориме и се обидуваме да ја надминеме. Со поддршката на агендата што ја предлагаме, СДСМ ќе докаже дека навистина има намера да излезе на избори и дека навистина се убедени дека државата веќе не смее да биде заложник на политичките интереси на Зоран Заев, се наведува во соопштението на ВМРО ДПМН. Точките за распуштање на собранието ќе бидат ставени на дневен ред на седницата која што е закажана за 17 октомври во понеделник, по точката која се однесува на усвојување на буџетот за 2017 година, соопштуваат од кабинетот на председателот Трајко Велјановски, откако СДСМ и Демократската партија поднесоа барање собранието да се распушти денеска. Председателот на собранието е уверен дека на овој начин македонските пратеници ќе успеат истовремено да остварат две суштински цели. Прво, да ја исполнат докрај својата обврска да работат до последниот ден во интересот на државата, стабилноста на институциите и непреченото функционирање на системот, со носењето на најважниот акт, буџетот, кој секоја година го усвојуваат представниците на народот. Второ, да ја испочитуваат преземената обврска за распуштање на собранието, бидејќи законските рокови во целост и без исклучок дозволуваат тој чин да се направи на 17 октомври, за да може да се одржат изборите на договорениот датум на 11 декември, се вели во соопштението од кабинетот на председателот на собранието на Република Македонија Трајко Велјановски.